Вториот гостин, односно втората тема ми е интересна по две работи. Прво, за името на организацијата, од кај што доаѓа гостинот, се вика Македонско братство, јако име. И презимето на гостинот се вика Горан, се вика Неделковски. Одлично презиме, ама за супер да ти фали едно В да си Неделковски, тоа е турбо. Добро вечер, добро дојде. Благодарам за поканата во емисијата. Значи, прво да разјасниме и мене да ми се разјаснат работите, што е Македонско братство? Тоа е младинска патриотска организација. Малце необична конструкција имаме оформена, нешто поразлично од оно што било досега како патриотски организации. Постоиме во организирана форма некаде околу 2 години. Меѓутоа, стихино организацијата се формирала и претходно некаде 4 години. Од февруари 2008 година некаде не Добро, и што бара организацијата? Зашто се бори? Мислам, има доставка револуционарна. Самата организација стартува на некој начин како реакција на слабата институционализираност на општеството, односно потврлањето на многу институции во македонското општество, можеби и пошироко од македонското општество. Во однос на што потврлање? Па потврлање, граѓаните не добиваат многу прилика, посебно младите луѓе не добиваат многу прилика да излезат во јавноста и да ги искажат во било која област, значи на кој што сопствените права и како македонци и како граѓани не успеваат да ги задоволат. И на кој начин се тоа? Тоа се јавува. Организацијата го прави? Организацијата се обидува да створи една систем на самозаштита. Значи, меѓусобна солидарност меѓу членовите што се во организацијата и самозаштитување во ситуација кога самото општество во голема мера потврла. Значи, тоа е една реакција на млада група на луѓе кои што... Еве, за да не биде реторички, пример да дадеме. Пример, одите во општина и одите на еден најнормален начин и не добивате прием. Така. Друг пример, одите по висока инстанца, не добивате прием. И што прави братството? Братството се бидува да ги реши тие проблеми на свој начин. Меѓутоа, ова, да речеме, ете институционално. Меѓутоа, тука имаме многу и национални недостатоци, односно стеснување на македонскиот простор на граѓаните, посебно младата генерација, чувствува големо стеснување на просторот за сопствено делување, односно многумина млади посебно во Скопје се чувствувале некако како се чувствувале опасност од сопственото самостојно делување. Самата полиција, самите системи не успеваат комплетно да ги заштитат, односно се случува. И што прави братството? Самото членство во братството само од себе создава некаква заштита, односно припадноста кон одредена група предизвикува кај други лица пример да не учествува. Добро, не мора да припаѓа кон братството, може да припаѓа кон некоја... Можам пример да ви дадам. Нашите браќа, братството од Тетово, например, кога отидеме една-две коли, само од себе повикуваат, ајде да прошетаме низ градот Тетово. И сега не можеш. Нешто не сме се договориле. Така. И излегувам 15 луѓе, проштуваме низ Тетово. Зошто е тоа таа појава, таа желба кај нив? За да можат како група да се појават, затоа што секој поединечно од нив чувствува опасност да излезе. Со самото тоа што се појавува како група, секој поединец се чувствува дека за ситни работи нема да биде може да дојде до злоупотреба такво братство? Тоа добро, зависи од самите членови. Значи самите членови дефинираат во кој членови има братство? Со оглед на тоа што самата организација има бара висок степен на меѓусебна солидарност, висок степен на блискост. Ние себе си како братство, значи брат и сестра се нарекуваме, имаме многу строг критериум за влез во братството. Така што ова Сдружение на православни македонци, така се дефинираме во статутот, членуваат некаде 20 на членови. Меѓутоа, низ целата организација има некаде 100 членови кои што продефилирале и со кои што сме во постојан контакт. Овие 20 членови, да. Не мислиш дека за 22 години работа тоа е малку членови? Дека може не ја препознал народот? Знаете како, нас цело време имаме дискредитација на наша организација, од оние што сигурно дека има дискредитација кон секој, па затоа е борбата. Ако е све мазно, тогаш нема потреба од братство. За да се формира една организација која што би функционирала стабилно, воопшто не може тоа да се одвива многу брзо. Значи, ние не зборуваме за
група која што на брз начин, на хулигански начин би се оформила, туку зборуваме за организација која што сериозно како еден механизам кој што функционира и кој што се само генерира независно од секој поединец. Добро, јас сега ви помагам малку да се промовирате, да, на многу малку места се промовира. Да, секојаш било негативно до сега. 20 души, 100 души. Значи јас секој сабота возам офроуд и секој собирам повеќе од 20 луѓе, 5 джипов, 10 джипов, значи не е некоја бројка која носи било каква сигурност. Концептот е различен од другите. Сигурно дека е различен, се согласувам. Во случајов работиме да имаме почетна група која што на високо квалитетен начин и низ високи стандарди ќе стартува подигнување на квалитетите. Затоа можеби многу од млади уште во стартот не се многу заинтересирани да вклучат, затоа што поставуваме многу високи стандарди. Добро, јас ви посакувам многу успех во обидот да се организирате и да се самозаштитите, што е еден правец кон самоорганизирање и активност, меѓутоа пак мора да ти кажам дека 2 години работа, 4 велиш. Некако малку ми е тоа, толку има, веројатно имаш толку братучи. И така малку е мал тој, малку е мала бројка. Иако јас се обидувам овде кога доаѓаат потпароли, председатели на помали партии кои се, нели, така наречени Python партии, се не си партија. Меѓутоа се обидувам да ги промовирам, да види народот дека има и друга опција. Дали ти самиот знаеш да добар дел од организациите кои што колкава е нивната бројка вообичаено? Сите други организации што ги знаеме од овој вид, па и партиите што ги споменате. Скоро сите бројат значително помали од 20. Добро, ама тоа па не иде на чест на тие партии. Тие се обидуваат. Тоа е реалноста во Македонија. Ти благодарам за учеството и ти посакувам среќа во понатамошното организирање. Тоа беше Горан Неделковски од Македонското братство. Благодарам. Одиме уште еден брейк и со последниот трет гостин и третата тема за вечерашна емисија.